Исхраната од секогаш била и тесно е поврзана со нашето здравје. Науката докажува овој момент со децени наназад. Пред многу векови, таткото на медицината Хипократ, на кој докторите му полагаат заклетва, рекол една многу вистинска реченица и позната. Нека храната ви биде лек и лек нека ви биде вашата храна. Така да, секако дека храната игра огромна улога и кај оние кои се со диагноза мултипла склероза. Доказ за тоа е дека и доктор Свенк вршел истражувања на 144 испитаници со диагноза МС во време трајање дури од 35 години и докажа дека исхраната со многу заситени масноти, храна во која изобилува млеко и млечни производи, ја влошува состојбата кај МС. Подоцна и истражување на француски научници докажува исто така штетно влијание на млекото при МС. Дури се вршени истражувања во 26 земји во светот. Доктор Желинек е еден од докторите кој исто така направи обемна студија на многу испитаници и го докажа влијанието на исхраната при состојба на мултипла склероза. Постоење на ОМС, Overcoming Multiple Sclerosis, диета е сублимација на истражувањата на доктор Свенк и е со нагласка дека треба да биде доживотен начин на исхрана во кој ќе се исклучи млекото, млечните производи, за жал за некого што е љубител на истите, исто така да се исклучат заситените масти, кои треба да се сведат максимум на 20 грама на ден. Моето искуство со давање програма за здраве исхрана при состојба на МС покажа дека имаме многу подобрување во општата состојба на организмот. Дефинитивно треба да проработи свеста дека само со одредена медицинска терапија не може да се има подобрување во континуитет на состојбата при МС. А од друга страна, да не се промени исхраната. Значи, променете го начинот на исхрана, во синергија со медицинската терапија, резултатите секако дека ќе си дојдат.